Во источниот плански регион лоцирани се две мали хидроелектрични централи, Калиманци и Зрновци. Со изградбата на хидросистемот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија преку планираните мали хидроелектрични централи на системот Злетовица, потоа на реката Брегалница и нејзините притоки Оризарска, Зрновска и Кочанска река. Покрај ова, идентификувани се локации за изградба на мали хидроцентрали. Според податоците за периодот од 2011 до 2013 година, вкупната просечна годишна потрошувачка на електрична енергија во индустријата во источниот плански регион изнесувала 75 гигават часови, односно околу 3,1% од вкупната потрошувачка во индустријата во Република Македонија. Значајна улога во обезбедувањето на електрична и топлинска енергија во источниот плански регион може да имаат и обновливите извори на енергија. Покрај хидроенергијата, тука можат да се вбројат соларната енергија, геотермалната енергија, биомасата и ветерната енергија, чии искористување е само символично. Поради природните предуслови, регионот има можност за користење на соларната енергија, ветерот и биомасата. Геотермалната енергија може да биде од исклучително значење за развивање на земјоделството во источниот плански регион. Во Кочанскиот регион пак постои можност за користење на геотермалната енергија за затоплување во зимскиот период и за загревање на раноградинарските земјоделски посеви под пластеници. Покрај економските ефекти, користењето на обновливите извори на енергија би имало позитивно влијание и врз заштитата на животната околина во